3 години веќе во цела држава се работи, се гради нови патишта, се рехабилитираат, се реконструираат патишта, мостови, се реконструираат, се рехабилитираат слечишта. Со еден збор не е застаната градбата затоа што е од битна важност за целата држава. Возејќи према оваа регија, Струмичката, се возевме по пат кој што минатата година преку проект на Светска банка од Дабиле до граничен премин Ново село комплетно е саниран. Дојдовме до патот од граничниот премин до Старо Коњарове кој ќе продолжува цела ова подгорска регија и тоа е една давнешна желба на сите овие граѓани да не морат да вртат по 10, 15, 20 километри за да се приклучат на патот до граница, туку еве сега за само 3,5-4 километри на еден стар пат кој што беше земјен макадам, комплетно направен со ширина од 6 метри, мостот стариот што беше комплетно реконструиран до 8 метри со пешачка патека и задоволството на овие граѓани е големо. Овде продолживме во Подгорискиот регион, таму кај што застанавме минатата година и еве сега сме на потегот од Колешино до Банско, значи нема еден регионален пат кој што е бил во очајна состојба, а доста биле во очајна состојба затоа што 30 години не биле чепнати, да не се работи. Се работи во цела држава и секаде каде што можевме наитно да постапиме, но согласно проекти, бејќи без проекти не ќеме да градиме, многу често викаат вајдуши или ќе ги чекаме проектите. Во минатото сме имале град без проекти, или со лоши проекти, или со избрзани проекти, ги знаеме резултатите. Затоа ги исчекуваме проектите и се постапува секаде согласно проектните задачи. Така, веќе при крај е проектот за едно најтесно грло во државата, тоа од Трумица до Дабили, ќе се прават 4 ленти. При крај е проектот и веднаш ќе се објави тендерот за градба. Исто така во летниот период треба да заврши проектот за една голема градба, а тоа е поврзување на Коридор 10 со граничен премин Ново село, сосема нова траса, сосема нов експресен пат. До Нова година очекувам веќе старата болка што беше Штип Радовиш, пред време повторувам, единствен пат од голем опсек кој што ќе биде пред време завршен или ајде да кажам на време, тоа е Штип Радовиш, а се работи и вториот лот и тој ќе се приклучи на тој дел, значи Нова година, јануар очекувам да биде пуштено и со тоа цела оваа една регија да добие едно современо поврзување така како што заслужуваат граѓаните во 21 век.